Продолжуваме понатаму со последични реченици. Последични реченици. Многу нејасно. Последични, консекутивни, зависно сложени. Колку голем наслов. Лина, што мислиш ти? Ќе биде ли ова тешко или лесно? Не, наставничке, ништо не е тешко ако сака да се научи. Затоа повторно, само кратко, да се подсетиме, ама нема да читаме, бидејќи минатиот час ја усвоивме оваа лекција. А тоа значи дека синтаксата е таа наука која што се занимава со речениците. А рековме дека речениците, оние сложените, може да бидат независно сложени и зависно сложени. Овој пат само една од многуте зависно сложени ќе ги погледнеме. Следниот слайд повторно ни е за сложената реченица. Оти таа игра најглавна улога, инаку нема да може да постои таа реченица. Последичните или консекутивни. Секогаш сакаме да означиме некој многу голем збор, зависно сложени. Тие зависат една од друга, имаат главен дел, имаат зависен дел, но тука кај нив е се подредено. Затоа, всушност, ние и размислуваме на таков начин. Кај последичните консекутивни зависно сложени реченици се искажува дејство кое е последица од дејство во главната реченица. И тука немаме мешање. Имаме главна реченица и зависно сложена реченица. И секогаш одат по тој редослед. Главната реченица ја дава причината, а зависната последицата од она што се случило. Кои се типови можат да се сретнат? Имаме два типа. Некој ќе рече, последични, консекутивни, па само една последица може да има. Да, меѓутоа тука има врска со сврзниците. А сврзниците ни се многу важни во целата таа табела да можеме да ги разгледаме. И кога матрицата ќе ја научиме, и кога учениците матрицата ќе ја научат комплетно, тогаш верувајте дека никогаш нема да ги заборават. И да знаете дека дури моите ученици кои што доживеа да бидат и матуранти, тие можеат да го користат тоа, да ја користат таа матрица. Имав една финта исто така. Таа вели, закачи си го горе над зидот на еден голем хамер. Напиши се ги сите сврзници и повторувај си секој ден по едно. Никогаш нема да ги заборавиш. Така. Успева. Ке си закачам вечер хамер со сврзници. Карактеристичните сврзници се така што и да не збуни ова. Тоа се оние два типа кои што ги имаше, па затоа има овдека 3 точки. Толку сум среќна што ми доаѓа да пеам. Па кога веќе си тука, што е правилно и што е неправилно. Мораме да знаеме и што е правилно и што е неправилно. Толку многу учеше, што сите оценки му беа одлични. Тоа е правилно. Ама неправилно е ако кажеме дека толку многу учеше така што сите оценки му беа одлични. Правопис. Еве го. Правопис. Како беше повторно до менде да се подсетиме? Граматиката е од Блаже Коневски и нашиот правопис кој што ни е буквар и ние мораме да се држиме ако сакаме да ги знаеме сите правила, особено за независно сложените и зависно сложените реченици. Правилото вели вака: според правописот на македонскиот литературен јазик, запирка се пишува пред зависно сложените реченици со сврзникот така што, додека кај речениците од првиот тип запирка може да се пишува или не. Ете, ни даваат можности, шанса малку и да играме. Марко беше настинат така што не отиде на училиште. Тој го сака своето кученце така што не може да го напушти. Коронавирусот во светот зема такви размери што мораме сите да сме дома, а ние сега овде сме во училница и така и ќе останеме. Само ако сакаме да научиме повеќе, да се дружиме и сепак да бидеме во контакт, ама не физички, со Лина,
со дедо Менде, а исто така и со сите останати наши другарчиња и со наставничките, со учителките. И па, јас толку Ке ни имав дадете ништо за да домашна кажам. задача наставничке? Бидејќи е денеска петок, па размислував Линче дали да дадам домашна задача. И знаеш ли кои наставнички најмногу ги сакаат во петок? Тие што не даваат домашни задачи? Така е. А јас ги сакам сите наставнички, а јас и многу сакам домашни задачи затоа што имам занимација за викенд, не мора само Ајде. да се играм и да А имам. мене ми дојде една проста реченица да кажам. Може ли? Кажи ми, Доменда. Мене ми се јаде. На Дедо Менда е гладен. Да, Ама јас сум гладен. Дедо Менда, ти си навистина гладен, така? Да. Одлично. Ама Ке последица од јадеме. што е од тоа? Од Дека пос- многу работел денеска и затоа многу е изгладнат. Да, и треба да си појдам дома каде и да е, морам да бидам дома. Добро, Дедо Инаку Менда. баба ќе се злути. Така Ние е. денеска многу се задржавме. А навистина сакам и уште нешто да кажам. Сакам да кажам дека, бидејќи ги сакаш домашните работи, еве ти еден предизвик. За следниот пат кога ќе се видиме, да ми имаш напишано последични еден мал состав со последични реченици. Меѓутоа што ти се случиле во училницата. Одлично, наставничке, ќе ја добиете мојата домашна задача. А може истиот предизвик да им го пренесеме и на децата? Во Да, секој случај, пишувајте. Во секој случај, забавувајте се. Во секој случај, имате интернет страници кои што можете да ги превртувате. Можете да се занимавате со дигиталниот правопис, можете со дигиталниот речник. Но секако, јас ви препорачувам една книга која што е многу важна да се прочита во животот. А тоа е, еве, за помалечките нека биде Хајди, обидат во природата. Хајди ми е многу Јас омилена, ја сакам. омилена една од Многу ја омилените сакам. книги, Хајди од Јохана Шпири, А дечиња може мораме да и направиме. Пипи долгиот чорап. Мора да завршиме со овој час наставнички, ви благодарам многу. И благодарам и на вас. Имајте многу убав ви викенд. благодарам. Дедо Имајте Менда, оди да убав јадеш. викенд. Јас огладнев. Дедо Поздрав Менде, деца, одам огладнев. јас малце да шлапнам нешто, се гледаме подоцна. Јуху!